Добро дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Синдикатот на РЕГ одбележа денот на рударите. Докаде е реконструкцијата на музичкото училиште во Битола? Македонска етновенчавка во Новаци. Без земјоделие нема музика, нокаут во Битола. Денеска е празник, се празнува Успение Пресвета Богородица, неработен ден за православните верници. Здравје, благосостојба, мир и разбирање. Ова се дел од пораките на православните верници кои денеска ги посетуваат храмовите посветени на Богородица. Весна Шеровска. Успението на Пресвета Богородица денес се празнуваше и во Битола. Православните христијани масовно ги посетуваат црквите и манастирите, палат цвеќа, земаат света вода или го чекаат манастирското грабче. Редици пред иконата на Богородица, која што христијаните ја обсипуваат со цвеќе, пари и бакнеж за здравје. Река од луѓе, независно од возраста, масовно се причестуваат по богородичните пости и се помолуваат за себе и за најблиските. Празникот Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица е посветен на смртта на Марија, Исусовата мајка, односно празнување поради тоа што нејзината душа заминала во небесното царство. Празнувањето на Успението на Богородица е празнување на фактот дека сите луѓе се високо воздигнати во благословеноста на сепобедливиот Христос и дека токму ова воздигнување е постигнато во Богородица Марија. Овај празник е знак, сигурност и славење на исполнувањето на сите оние животи чии души го слават Бога, целосно посветени на слушање и одржување на Божјото Слово, кое е дадено на луѓето преку Богодетето на Марија, преку Спасителот на светот. Постои традиција на богославување на цветовите во православните храмови на овај празник. Масовни собири синоќа и денес се организираа во сите манастири и цркви посветени на Успението на Пресвета Богородица низ целата земја. Празникот Богородица го одбележуваат и рударите. Интерна свеченост во РЕК Осломеј и РЕК Битола за најдобрите награди од компанијата. Стево Башуровски. Денот на македонските рудари денеска традиционално беше одбележан во рудниците на РЕК Осломи и РЕК Битола. Во оваа прилика беше нагласена клучната улога на рударите при процесот на производство на електрична енергија и постигнатите резултати во периодот меѓу двата празника. Во РЕК Осломи на рударите им се обрати генералниот директор на АД ЕЛЕМ Дејан Бошковски. Тој го потенцираше значењето на рударите како важен човечки ресурс од кој зависи процесот на работа во компанијата, а се осврна и на активностите кои ги презема ЕЛЕМ во насока на обезбедување стабилно производство во наредните 2 до 3 децении. На одбележувањето на денот на македонските рудари во РЕК Битола присуствуваше директорот на секторот за комерцијални работи, член на управниот одбор на ЕЛЕМ Анита Стамнова, според која врвен приоритет на компанијата останува одржувањето на стабилно производство на јаглен од рудниците Суводол и Брод Гнеотино и продолжување на работниот век на РЕК Битола со отворање на подинските јагленови серии на рудникот Суводол. Нашите рудари покажаа дека имаат капацитет и знаење да одговорат на сите предизвици пред кои се исправени, обезбедувајќи ги неопходните количини на енергетска суровина, потребна за континуирана работа на енергетските блокови на РЕК Битола, кои испорачуваат повеќе од 70% од вкупното домашно производство на електрична енергија, истакна директорот на рудниците во РЕК Битола Спиро Мавровски. Директорот на РЕК Битола Јовко Крстевски го потенцираше значењето на рударите во остварувањето на крајните производствени резултати на РЕК Битола и напорите кои се преземаат за обезбедување на континуирана работа на РЕК Битола и градење на стабилен енергетски систем на Република Македонија. На прославата во рудникот Суводол традиционално беа прогласени најдобрите рудари за оваа година, како и победниците на спортските работнички игри, организирани од синдикалната подружница на РЕК Битола во чест на денот на рударите. Синдикатот на ЕЛЕМ денеска им го честиташе патронот на рударите Успение на Пресвета Богородица. Како и години наназад, така и годинава најдобрите рудари беа наградени. Благодарници им беа доделени на тимовите и поединците за спортските игри. Весна Шеровска. Како и секоја година, така и оваа, со пригодна свеченост беше одбележан денот на рударите. На денешната свеченост, председателот на синдикалната подружница на РЕК Битола на сите присутни им го честита овај за нив значаен празник. Пред се сакам да му го честитам денот на рударите на вработените во РЕК Битола и пошироко на цела држава, на рударите на Република Македонија. Чест ми е и задоволство што се буди свеста на секој еден вработен, што почнува веќе да го искажва разумот и свеста нивна во работењето на комбинатот кој што работиме во тешки услови
претежно во условите во зимски и летни услови се многу тешки кај нас и се борат со природата, фактички се борат со природата да ја спречат за да изваиме еден дел на јагнеке што сме производители на електрична енергија 75% во државата. На прославата традиционално беа прогласени и најуспешните рудари и за долгогодишното работно искуство беа наградени со по 10.000 денари. Мило ми е што синдикатот се сети на нас кои сме веќе за во пензија да не почеси со ова благодарница. А иначе, кажано во жаргонот на фудбалот, ова ми е хек-трик, бидејќи за време на капитална градба, јас сум од 79-та година во РЕК, за капитална, кога работевме за градбата, добив една благодарница, потоа за пуштањето на блоковите уште една, а мислам дека ова е како да речем, сентиментално врзана за овие сите години работа во РЕК. 28 август е успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, е денот на рударите и во чест на овај патрон на нашите рудари и оваа година, како и сите претходни, се одржаат 34-тите поред спортски игри во целосна организација на синдикатот, а најдобрите екипи и поединци беа наградени, вели Дамчевски. Исто така овие спортски работнички игри му се даваат секоја година, 34-та година е поред, не е новина некоја, само е продолжена понатаму и обновена со повеќе спортови. Многу мило ми е и сум задоволен што оваа година веќе за да учествувам негде околу 1000 члени од 3000 вработени. Веќе се буди свеста и сакаат да спортуваат луѓето и да се дружат. Не само нашиот комбинат кој бе учесници на тие спортски манифестации и од целиот град имаше кои идеја да ги бодрат и да ги гледат. Пред се, уште една сакам да му честитам денот на рударите и успение на Пресвета Богородица, државниот празник и верскиот празник. Позитивната енергија која зрачи од лицата на нашите вработени е единствената наша награда и доказ дека синдикатот е онај која носи позитивната енергија и дух меѓу нашите вработени. И тоа е мотив плюс да продолжиме понатаму и со заеднички сили на работниците, работодавците и синдикатот да постигнуваме што поголеми успеси, додаде Дамчевски. По четврти пат се организира македонската етновенчавка годинава за прв пат и во општина Новаци. Со сите адети и традиции од минатото ќе има венчавка во црквата Свети Атанаси. Стево Бешуровски. Македонската етновенчавка, која неколку години наназад се организира, од годинава во општина Новаци. Во дворот на општината ги направија традиционалните обичаи: месење на сваќа, тесто погача, плетење на венци од цвеќе, китење на бајрак, китење на торби, китење на картата за вино. Ова манифестација ја одржуваме веќе четврта година традиционално и мислам дека ги обновивме корените, но би се заборавиле битие, а тоа е овој фолклорот како најголемото богатство. Останати обичаи од дедо-прадедо, кои постепено би се заборавиле ако нема вакви културни манифестации како што е ова се македонската етновенчавка. Доаѓаат интересенти за венчавање од разни категории старосни, од млади брачни парови до возрастни на моја возраст, кој што од некои политички и други причини во изминатиот систем не можеа да се венча, па сега им се дава прилика да го направат тоа. Една симпатична манифестација која ги побуди граѓаните, интерес на граѓаните на Битола, меѓутоа уште повеќе Новаци како општина покажа интерес за ваква манифестација и еве репризно ја одржуваме оваа година на двете места и во општината Битола и тука во општината Новаци. Целата поорка се упати во домот на кумот со цел да го канат за насвадба. Да, јас се чувствувам вистина многу поносен што сум кум на една ваква венчавка, етновенчавка, и благодарение на личното друштво и етном Илинден се одлучивме ова година и наредните години. Јас се надевам ќе стане традиционално за нашата општина, ќе се одвива тука во делот на нашата општина, каде што е и правото место. Бидејќи селата ги има зачувано етно на македонскиот народ
каде што традициите се изразени многу и се уште се почитуваат. И ние ќе се трудиме и понатаму да ги зачуваме тие традиции, бидејќи обележието на македонскиот народ е тука. Потоа целата поворка ќе се упати во домот на деверот Зоран Ангеловски од село Новаци со цел да го канат за насвадба. Денеска свадбата продолжува со традиционалното канење на сите во Новаци на македонската етновенчавка, а утре во дворот на општина Новаци ќе се изведе стариот македонски аде, така нареченото забрикување на сетот. Потоа ќе одат во домот на невестата, а венчавката ќе биде во црквата Свети Атанаси во Новаци. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Докаде реконструкцијата на музичкото училиште во Битола. И за други вести по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали го користите бесплатниот железнички превоз? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Вчера на граничниот премин Ќафасан, лицето НТ од Битола пријавил дека во соседна Република Албанија на 22 август оваа година во местото Голем Драч засега непознато лице ги украло двете регистарски таблички од неговото патничко возило Нисан. Настанот бил пријавен и во албанската полиција. 24 годишно момче загина во сообраќајка. Вчера во 18 часот и 20 минути на автопатот Кичево Гостивар кај местноста Викана Сатеска се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Мерцедес со охридски регистарски ознаки управувано од лицето со иницијали ќМ, роден 75 година од село Подмолје, Охрид, и моторцикл Кавасаки без регистарски ознаки управувано од Бетим Ш, роден 1990 година од Кичево. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил Бетим кој починал на лице место, а ќМ по укажаната лекарска помош во медицинскиот центар во Кичево е пренесен во ургентниот центар во Скопје. Увид на лице место извршиле јавен обвинител и увидна екипа од Кичевската полиција. Сообраќајот бил во прекин од 18 часот и 20 минути до 20 часот и 30 минути. Возачот на автобусот на Струмица Експрес, кој на 13 маја предизвика несреќата со патничкиот воз на пругата кај Овчеполе, доби казна затвор од 1 година и 9 месеци и забрана за управување со возило од Д категорија во рок од 1 година. Портпаролот на Основниот суд во Штип информира дека согласно измените на кривичниот законник за возачот има и олеснителни околности, бидејќи ја признал вината. На 13 мај во раните утрински часови се случи првата железничка несреќа во земјава меѓу воз и автобус, а во која имаше повредено 32 патници кои тој ден патувале кон Велес и Скопје. Екипите на брза помош од Штип, Свети Николе, Кочан и Велес тој ден покажа голема организираност во санирањето и транспортот на пациентите до болниците во Штип, Велес и Скопје. Докаде е реконструкцијата на музичкото училиште во Битола? Советничка Тилиевска од ВМРО Народна партија го праша градоначалникот Талевски. Музичкото училиште е државно училиште и е под капа на Министерството за образование. Талевски зборуваше за проектот кој бил во тек, како и за настанатите проблеми во минатото околу објектите во кои е сместено училиштето. Бараме да се постави уште една точка на дневниот ред, а тоа е информација во врска со најавената реконструкција на Државното музичко училиште од страна на градоначалникот Талевски, и ова информација очекуваме усно да ни ја презентира градоначалникот Талевски. Значи, точка на дневен ред бараме информација од градоначалникот. Не е советничко прашање, председателка, само информација од градоначалникот бараме. Значи информација да го ве присутен е директно советничко. Добро, во ред, јас не очекував дека ќе го прифатите, меѓутоа доколку е во можност градоначалникот може да ни образложи, бидејќи во јавноста се шират секакви информации дека само она што беше работа на Министерството е завршена, односно реконструкцијата на дворешна и самата дограма, меѓутоа во внатрешноста на училиштето, односно санитарните јазли и самата инфраструктура внатре, не е ништо подобрено, и најважно од се е тоа што во последно време се слуша дека учениците од средното училиште ќе бидат дислоцирани.
Прво сакам да ве подсетам дека нашето музичко училиште е државно училиште и тоа со одлука пред многу години наназад меѓу едното средно училиште и другото средно училиште, меѓусебна одлука, е префрлено во просторот на сегашното средно училиште каде што се тие. И навистина беше момент многу непријатен кога проектот кој што беше започнат, а се однесуваше на двата објекти на средното училиште кое што е во ингеренција на локалната самоуправа, во јавноста да се излезе со информација дека никој не се грижи за музичкото училиште, а музичкото училиште со документ всушност е префрлено во вториот дел од зградата која што исто беше предвидена со тој проект. Значи кога негде отприлика 50% беше завршена реконструкцијата во едниот дел на објектот и пред после зимскиот период се сеќавате, пред да започне реконструкцијата на вториот објект, слезе со информации дека условите се лоши и така натаму, иако проектот веќе беше одобрен и беше во тек. Понатаму, ние сакаме да помогнеме и помагаме во тој дел, како што гледате и како што кажав, вистина беше во тек тој проект и како што гледате, тој веќе во дел на надворешниот објект, значи изолација и смената фасада, колку што сум информиран, е скоро 100% завршен. Останува внатрешниот дел да се реконструира, зашто директорката на училиштето, иако нели е државно музичкото училиште, имам информација и сакам да ве информирам дека директорката побара помош за понатамашна реконструкција од Министерството за образование. Меѓутоа тука има една постапка која што ќе мора да се дозаврши, имено размената на простор од Министерството за образование не е одобрена. Министерството за образование дури сега се информира дека всушност меѓу двете училишта е подпишан договор некаде пред можеби не знам 9 или 10 години и тие меѓусебно направиле таков договор, така што сега кога музичкото училиште побарува помош, треба побарува за објектот во кој што со документи е сместено, тоа е Карши општината. Значи, заради поголемата заинтересираност на децата во основно училиште, музичко основно училиште, кој што практично се голем извор и генератор на заинтересирани средношколци да се запишат во музичкото училиште, направен е договор да се отстапи простор на средното музичко училиште во училиштето кое што е под надлежност на локалната самоуправа. Така што јас очекувам деновиве да го добиеме одговорот од Министерството за образование. Доколку тоа остане така и се прифати така како што се договориле двете училишта, тогаш поедноставно ќе се заврши реконструкцијата, а доколку не, тогаш музичкото, државното музичко училиште ќе мора да си побара начин каде и како да се проширува во иднина. А еве што донесува светот на актуел. Ердоган и официјално стана председател на Турција. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. The Government и пријателите одржаа концерт во рамките на Битфест. Пена парти во нашиот град. Се одржа младенски арт фестивал. Досегашниот премиер на Турција Реджеп Тајип Ердоган денеска положи заклетва пред парламентот, со што и официјално стана новиот претседател на земјата. На функцијата премиер ќе го замени новиот лидер на владачката партија на правдата и развојот Ахмет Давутоглу. Ердоган на 10 август победи на првите директни избори за претседател на Турција, пошто мораше да поднесе оставка од премиерската функција и од лидерската позиција на партијата. На инаугурацијата во Анкара присуствуваат 93 странски делегации, а македонската ја предводи претседателот Ѓорѓе Иванов. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху изјави дека 7-неделниот конфликт во Газа заврши со победа за Израел. Палестинското исламистичко движење Хамас беше тешко погодено во текот на судирите и не доби ништо од неговите барања, рече Нетањаху. Израелскиот премиер се закани дека може да уследи уште пожесток одговор доколку се обноват ракетните напади од појасот Газа кон територијата на Израел. Според Нетањаху, израелската влада не прифатила ниту едно од барањата што ги постави Хамас како услов за да се постигне подолготраен прекин на огнот. Камионите на Обединетите нации од Светската програма за храна вчера првпат навлегоа во појасот Газа по 2007 година. Тие однеле храна за околу 150.000 луѓе. Авиони на режимот на сирискиот претседател Башар ал-Асад бомбардираа позиции на бунтовниците во близина на контролен пункт на Голанската висорамнина, која е под окупација на Израел.
Сириското крило на Ал-Каида, фронтот Ал-Нусра, заедно со умерени исламистички бунтовнички групации кои го нападнаа пунктот претходната ноќ и натаму го контролираат и покрај тешките бомбардирања, изјави извор од исламистичката бригада Бейт Ал-Магдис, чии борци учествуваат во судирите. Абу Ияс Ал-Хорани, портпарол на друга бунтовничка групација која действува во регионот, изјави дека најмалку 6 бунтовници се убиени во последните судири во близина на пунктот кој се наоѓа на околу 20 километри западно од градот Кунейтра, која е под контрола на сирискиот режим. Обединетите нации ги предупредија сите земји членки да се воздржат од интервенција во Либија и да избегнуваат да поддржуваат некои од страните во внатрешниот конфликт во оваа земја. Претходно во Либија беа изведени воздушни напади врз позициите на исламистите кои според Америка беа изведени од Египет и Обединетите Арапски Емирати. Во моментов не сме во состојба да потврдиме информацијата за воздушните напади, но сметаме дека надворешните играчи треба да се воздржат од интервенции и поддршка на некоја од страните во борбените действија во Либија, кои го поткопуваат демократскиот процес во земјата, изјави Стефан Гужажик, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Тој подлече дека Бан внимателно го следи развојот на ситуацијата во Либија, а мисијата на Обединетите нации во оваа земја бара начин за решавање на кризата преку преговори. Киев и Западот постојано јавуваат за наводна руска инвазија во Украина, за да ги оправдаат големите порази кои украинската армија веќе потолку време ги трпи по судирот со милициите, изјави Александар Захарченко, за кој локалните медиуми велат дека е етнички украинец и така наречен премиер на самопрогласената Народна република Донецк, центарот на бунтот на мнозинското рускојазично население во источна Украина, кој не крие дека на бунтовничката страна има и руски доброволци. Челникот на бунтовниците вели дека во нивните редови има доброволци од Русија, меѓу кои поранешни војници, и тие се присутни во Донбас, бидејќи не можат да останат рамнодушни на судбината на рускојазичното население. Сега се наметнуваат многу прашања. Како можеше да се случи тоа што армијата на Народна република Донецк од неповрзани полугериски групи да стане можна воена организација, способна не само да го издржи нападот на украинските вооружени сили, туку исто така и да ги победи на бојното поле. Во Киев и на Западот повторуваат за руска воена интервенција, само за да го оправдаат големиот пораз кој украинската армија го трпи веќе цел месец, изјави Захарченко во интервју за руските медиуми, кој во четвртокот беше емитувано на телевизиите Live News и Русија 24. Само изминатиот викенд италијанските бродови спасија околу 3500 бегалци. Операцијата Маре Нострум функционира, но Италија смета дека е оставена на цедило од другите земји на Европската унија. Благодарение на мисијата Маре Нострум, до денес речиси 80.000 бегалци преживеа опасната пловидба преку Средоземното море. Рупер Нојде, кој порано со Кап Анамур спасуваше бегалци на отворено море, смета Италија за тоа ја заслужува Нобеловата награда. Наместо тоа пак италијанската влада посакува поголема европска поддршка при спасувачките акции. Ангажманот на 5 бродови на морнарицата и придружните авиони чини 10 милиони евра месечно. Барањата на некои членови на владата имаат се повеќе ултимативен карактер. Во октомври ќе се прекине операцијата Маре Нострум. Тогаш би можела да реагира Европа, предупредува министерот за внатрешни работи Анджелино Алфано. Морето ни припаѓа на сите нас. Наша цел е Маре Нострум, операција која уште од почетокот беше замислена за преоден период да премине во Фронтекс. Тоа значи дека ќе ја завршиме Маре Нострум и Европа во Средоземното море ќе преземе одговорност со бродовите на Фронтекс, кои ќе го заземат местото на италијанските бродови. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија?
Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Со проекцијата на филмот Бирдмен, црна комедија на мексиканскиот режисер Александро Гонзалес Анаритуа, синоќа се отвори 71-виот Венецијски фестивал, еден од најважните годишни филмски случувања во светот. Во главната конкуренција се уште 19 филмови, меѓу кои The Cut на Фати Хакинс, спојна драма, авантура и вестерн. Пасолини на Абел Ферари приказна за последните денови на славниот италијански режисер со Вилијам Дафо во главната улога и Манглехорн, филм во режија на Дейвид Гордон Грин, во кој Ал Пачино глуми бравар со љубовни проблеми. Во престижното друштво на оние кои ќе може да го добија златниот лав се и Good Kill на Ендрю Никол, 99 Homes и документарниот The Look of Silence на Джошуа Опенхаймер за семејството кое преживеало геноцид во Индонезија во средината на 60-тите, а сега се соочува со убиецот на еден од своите браќа. Во надпреварувачкиот дел се 55 филмови, од кои 54 се светски премиери, 4 фестивалски програмски целини, Венеција 71, вон конкуренција Хоризонти и Венеција класици, ќе соберат до затворањето на 6 септември филмови од речиси 40 национални кинематографии. Без земјоделие нема музика. Вака членовите на Нокаут ја раскажуваат нивната турнија низ Македонија. Синоќа беа на концерт во Битола, промовирајќи го нивниот трет албум. Значи, после Битола одиме ка Вадарци, да, на Гроздоберот. После тоа сме во Ресен, Јаболкоберот. Значи, без земјоделие нема музика. Така, имаме уште 2-3 настапи сега кога планираме во Скопје еден така поголем концерт да направиме негде ноември месец. Меѓутоа плановите нека останат малце нели за септември, бисаме септември сакаме да го најавиме. Меѓутоа Тера телевизија ева има некаква си ексклузива секогаш па ги дознава работите. Да, прва. Види душичка, на Софија јас, и ми згодила Тука е крајот на Актуел. Благодариме за вниманието, се гледаме утре во 5 до 5.